Спонзорот Цермат ви представува. Врвните музички имиња од светот Антал Залаи и Александро Кроста настапија на Интерфест. Презентирана изложбата Кинески хороскоп на Татјана Манева. Камерниот оркестар на Битола под диригентска палка на Александро Дагостини. Декорум, креативно катче во нашиот град за декорации. Дваесет издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола изобилува со врвни музички имиња кај нас и во светот. Така викендов публиката на овој фестивал имаше можност да ужива во маестралната изведба на италијанските музичари Александро Кроста на флейта во пијано придружба на Надија Теста. Пред битолчани ги изведа композициите на Ванхал, Месијан, Пијацола, Мияги, Борне. Синоќа концерт одржа најзвучното име на фестивалот, виолинистот Антал Залаи од Унгарија. Важи за еден од 10 најдобри виолинисти во светот, а пред многобројната публика на концертот ги изведе 24 каприча на Паганини. Пред концертот во Битола настапувал во Белорусија и одржал мастер час. Настапувал со повеќе реномирани симфониски оркестри широм светот, во најпознатите концертни сали и соработувал со светски диригентски имиња. За него музичката критика истакнува: тој е уникатен виолинист кој цврсто верува во музичката традиција, поставена од најдобрите виолинисти на 20 век. Започнал да свири виолина на 5 годишна возраст, а веќе на 8 годишна е добитник на првата награда. На 11 годишна возраст го изведува Моцартовиот концерт во Адур заедно со камерниот оркестар Франц Лист, а на 12 годишна возраст на сцената е заедно со актерката Моника Белучи и италијанскиот водител Мајк Бонџорно на прославата на УНЕСКО во Париз. Веќе на 15 години го изведува концертот на Барток. Лауреат е на 15 интернационални конкурси за виолина, меѓу кои најзначајни се Кралица Елизабета Брисел, Индианополис Сад, Ѓоркенеско Романија, Паганини Москва, Тибор Варга Унгарија и многу други. Свири на виолина од 1733 година Ексгарај Страдивариус. Вечер, љубителите на класичната музика ќе имаат можност да уживаат во концертот на Васили Герасимец, кој свири на виолончело, и Николај Герасимец, кој свири на пијано од Германија. Завод и музеј Битола и Друштвото за македонско-кинеско пријателство во Битолската магаза ја промовира изложбата Кинески хороскоп на младата уметничка, сликарка и графичарка Татјана Манева. Сакам да истакнам дека Македонско-кинеското друштво за пријателство и соработка ја организира оваа изложба во чест. Ова е само една од манифестациите која што друштвото ги организира во чест на 65 годишнината, поточно би рекол националниот празник на Народна република Кина, а ние како друштво постоиме веќе 20 и кусур години. И ова изложба е дел од сите оние работи кои што се случува и ги организиравме во таа чест. Младата сликарка и графичарка интересира широк спектар на теми и визуелни форми, застапник е на постмодерната концепција. Најновата изложба е инспирирана од судбинските пораки од кинескиот хороскоп, па така авторката во творечки синџир ги поврзува ликовите од просторите историски далеку меѓу себе и им дава визуелно единство. Целоста на новите дела извира од префинетата спиритуалност на Манева. Изложбата за отворена ја прогласи амбасадорот на Народна република Кина во Република Македонија Вен Дженшун, кој нагласи дека културниот настан во Битола е составен дел на манифестациите што неговата држава ги посветува на националниот празник 65 години Народна република Кина. 今天非常高兴能够到比特拉来访问。
Големо е задоволството да се посети Битола, а ова е мојот втор пат како доаѓам во вашиот град. Ова е одлична прилика да се биде тука, одбележувајќи го јубилеот на Кина. Изложбата им ја презентира на битолчани кинеската култура, особено кинескиот хороскоп, што е доста карактеристичен. Се надевам на овој начин битолчани повеќе ќе се заинтересираат за кинеската култура и ќе имаат желба да ја посетат Кина. Соработката на Кина со Македонија е најдобра досега. На отварањето на изложбата обраќање имаше и градоначалникот Владимир Талески, кој нагласи дека соработката со Народна република Кина е потврдена и на локално ниво, бидејќи Битола веќе воспоставила контакт со кинескиот град Нинбо, а делегација на тој град ќе престојува во Битола на 4 ноември, на денот на празникот на градот. Кинескиот хороскоп извира од будизмот, ги представува 12 животни, кои ги означуваат 12 хороскопски форми, познати како кинески астролошки светоглед, па така делата на Манева се полни со пораки, значења, а авторката проникнува во јадрото на овој хороскопски систем, во секој негов символ и толкување. Оваа изложба е 26-та поред на Манева, а најновите 12 дела на тема кинески хороскоп наскоро ќе ги промовира и во Народна република Кина. Познатиот италијански диригент маестро Александро Д'Агостини ќе диригира со камерниот оркестар на Битола на предстојниот концерт во новата сезона. Од Центарот за култура информираат дека под диригентската палка на Д'Агостини кон крајот на месецот ќе се одржи целовечерен концерт на кој ќе бидат изведени дела од Бах, Шопен и други светски познати композитори. Како што е познато, камерниот оркестар на Битола годинава функционира во партнерство со нашата национална установа и со поддршка на Министерството за култура и општина Битола. Новата есенска музичка сезона ќе продолжи на 26 октомври со целовечерен концерт за клавир и оркестар и ќе биде под диригентската палка на маестро Александро Д'Агостини, диригент од Италија, кој има импозантна кариера со познати оперски куќи, низматичната и други европски држави. На концертот на камерниот оркестар на Битола солисти ќе бидат Марија Вршкова, уметнички соработник на Факултетот за музичка уметност во Скопје, Марија Ѓошевска, професор на истиот факултет, и Татјана Божиновска, професор по пијано во Државното музичко училиште во Битола. Од Центарот за култура информираат дека во ноември камерниот оркестар ќе ја изведе рок симфонијата, чија премиера беше на Битфест, а кон крајот на годината и традиционалниот новогодишен концерт, со што продолжува континуираната програма на камерниот оркестар на Битола. Луѓето стануваат свесни за потребата од дизајн и уникатност на нивната прослава, па затоа се повеќе бараат нешто што се уште го немаат сретнато досега. Бараат нивната веселба да биде различна, да биде со посебен идентитет и секако да остане запаметена од страна на сите присутни. Бараат оригиналност на секое поле, па така и во пакувањето на подароците, картичките кои носат оригинална порака. Покрај примањето на подароци и дарувањето на истите влијае многу позитивно на нашето расположение, без разлика дали е подарок со повод или едноставно да изненадиме некој без причина, чувството кое се буди во нас кога личноста ќе го добие подарокот е секогаш многу убаво. Декорации за незаборавни роденденски забави, свадби, крштевки, јубилеи и друг вид на настани за паметење, дизајнерски картички, интересни балони се дел од Декорум, новоотвореното место во нашиот град, за чија идеја стојат креативките Дијана Колонџовска и Весна Јошевска, инспирирани од честите барања на своите клиенти да дизајнираат уникатни декорации за разни свечености. Многу често кај нас доаѓаа луѓе што бараа различни видови декорации, картички за разни поводи за прослави. Оттаму се роди идејата да го отвориме Декорум. Прво сакаме да создадеме забава за паметење со оригинални декорации кои ќе може и однапред да се нарачаат во нашето студио, велат Весна и Дијана. Многобројните гости кои присуствуваа на отворањето им го честитаа истото и истакнаа дека потребата од едно вакво креативно место во нашиот град беше неопходно. Би им посакал многу среќа, се разбира, многу успех во работата. Вакво место и требаше на Битола, еден интересен дуќан, ако можем така да го наречам. Се надевам дека секој ќе го посети барем еднаш и дека ќе биде задоволен од услугата нивна и дека ќе се врати повторно тука. Многумина од нас земаат картички од љубезност, а потоа само ќе ги фрлиме или потполно ќе ги заборавиме. Но овие специјално дизајнирани картички ќе ве заинтригираат со својата уникатна идеја. Една од најважните работи покрај одбирањето на подарокот е и пакувањето на истиот. Доколку сакате вашиот подарок да има уникатен изглед и да изгледа како да се му посветиле посебно внимание, Декорум е вистинското место за вас. Целта на Весна и Дијана е да се постигне визуелен идентитет на забавата кој што ќе зрачи
ночи, кој што ќе ја надополни веселбата, ќе остане во сеќавањето на сите присутни. Деко Рум се наоѓа на локација на поранешниот кафе бар 2F кај Камен мост.